Добар ден, вести во 18 часот, ова се настаните на денот. Вице-премиерот Николовски и бугарскиот колега Караджов го пробиваат тунелот кој не води никаде. Софија ветува дека ќе инвестира 1 милиарда и 500 милиони евра за коридорот 8. Предлогот за електронски попис добива поддршка во владата. Ја поздравуваме таа идеја на премиерот. Се помалку првачиња во училишните клупи. Околу 1000 до 1500 ученици во текот на годината се губат. Филипче во одбрана на македонските позиции во Берлин. Вели ке лобира кај сестринските социјалдемократи. Извештај со амандман за додавка современ пред јазикот не смее да помине. Ке се придвижат ли конечно работите околу железничкиот коридор 8 од бугарска страна? Вице-премиерот Александар Николовски во Истанбул се сретна со бугарскиот колега Караджов, на која се договориле заеднички да усогласат текст за заедничка изградба на тунелот. Бугарската страна планира да инвестира 1 милиарда и 500 милиони евра, а првиот воз до границата со Македонија да пристигне до крајот на 2028. Сандра Спасовска со деталите. Македонија и Бугарија ги придвижуваат работите околу железничкиот коридор 8. Преку диалог двете земји бараат решение за изградба на прекуграничниот тунел. Министерот за транспорт Александар Николовски во рамки на форумот Глобална транспортна поврзаност што се одржува во Истанбул остварил средба со неговиот бугарски колега, на која една од темите била токму пругата долж коридор 8 и тунелот кој не води никаде. Како што соопшти од ресорното министерство со цел заеднички да се усогласи текстот на договорот со кој треба да се постигне согласност двете земји заедно да го градат тунелот, Николовски и Караджов договориле и нова средба. Двајцата соговорници се согласија за нова средба во периодот кој следи со цел заеднички да се усогласи текстот на договорот со кој ќе се постигне согласност за изградба на заедничкиот тунел кој што треба да ги поврзе Македонија и Бугарија, со што ќе се придвижат работите за реализација на железничкиот коридор 8, соопшти од Македонското министерство за транспорт. Оттаму додаваат и дека во јули Европската комисија организира состанок за коридор 8 на кој според најавите експерти ќе испратат и Македонија и Бугарија. Од страна на Бугарското министерство за транспорт пак посочуваа дека Бугарија е подготвена да вложи 1,5 милиарди евра во модернизација на железничката пруга од Софија до границата со Македонија, а според најавите од бугарскиот министер, првиот воз на границата со Македонија би пристигнал до крајот на 2028 година. Во меѓувреме Македонија и натаму чека понуди од меѓународните финансиски институции за брзата пруга од Табановце до Гевгелија долж коридор 10. Рокот за доставување на понуди од страна на банките, како што соопшти денеска министерката за финансии Гордана Димитриевска Кочовска, е продолжен до 7 јули. Во отчетот за сработеното во првата година Кочовска, одговарајќи на новинарско прашање, рече дека засега нема пристигнато ниту една понуда, бидејќи станува збор за комплексен проект, но и дека две банки сами побарале да бидат дел од процесот, па така бројот на институции од кои се чека понуда од првичните 22 се искачил на 24. Ние нели пуштивме барање за понуда до 22 институции. Дополнително ни се јавија уште две кои што побараа да пуштиме понуди и до нив. Нормално дека во интерес на државата ние треба да обезбедиме понуди и што е можно пониска цена за железничката пруга, така што пуштивме и дополнително до тие две институции. Многу прашања има. Заради тоа го продолживме и рокот до 7.7.2025. Не случајно станува збор за еден комплексен, би рекла, нели, проект, поготово што станува збори за проектно финансирање. Кочовска вели, како влада во периодот кој следи, очекуваат забрзана реализација на капиталните инвестиции и реализација на капиталните расходи, онака како што се планирани. Во понеделник и во вторник во Скопје ќе се одржи лидерска средба ЕУ Западен Балкан, посветена на планот за раст на која ќе присуствува и еврокомесарката за проширување Марта Кос. Од владината прес-служба информира дека во понеделник ќе се одржи тет-а-тет средба меѓу премиерот Христијан Мицкоски и Кос, пошто ќе следи и билатерална средба со проширени делегации. Следниот ден ќе се одржат два панела, од кои првиот ќе биде посветен на планот за
за раст на Западен Балкан, на кој ќе се обратат премиерот Мицкоски и Кос, пошто ќе следи заедничка пресконференција. Вториот панел ќе биде посветен на конкретните механизми и поддршка за спроведување на планот за раст. Покрај Мицкоски на самитот ќе присуствуваат и лидерите на Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Србија и Црна Гора. Лидерот на СДСМ Венко Филипче присуствува на Конгресот на Германската социјалдемократска партија во Берлин, откаде порача дека таму е да ги брани позициите на Македонија, придавката современ пред јазикот да не помине. Денес на средбите ќе ги пренесам ставовите на СДСМ и ќе ги бранам позициите на Македонија, извештај со амандман за додавка современ пред јазикот не смее да помине. СДСМ од почетокот силно лобира и се бори амандманот за јазикот и идентитетот да не биде дел од извештајот. И во следните 2 недели ќе дадеме максимални напори да го повториме успехот од претходните години, кога ваквите обеди успешно ги собревме. Јазикот и идентитетот не биле и никогаш не смеа да бидат предмет на допрецизирање. ВМРО ДПМН се представува како партија силен заштитник на идентитетските прашања, но не гледам дека на дело тоа го покажува. Владата оваа битка мора да ја постави како приоритет. Времето е кратко и потребни се заеднички максимални напори да го отфрлиме амандманот. На изјавата на Филипче со реакција се огласија од ВМРО ДПМН. Добро е што Венко Филипче конечно ги согледа состојбите и дојде на позициите на ВМРО ДПМН. Добро е што Филипче и СДС признаваат дека проблемот со Бугарија не е само внесување на бугари во устав, дека проблемот е подлабок и дека ги опфаќа идентитетските национални обележја. Задоцнети и бледи се ваквите обиди на СДС и на Венко Филипче за нивните предавства. Народот ќе ги памети како неголемите предавници во историјата на државата и истите ќе завршат во темните историски страници. Сега Македонија има влада која ги брани националните интереси и нема ни милиметар да се помести од позициите за одбрана на идентитетот, историјата, културата, јазикот, се вели во реакцијата. Становите на екс-премиерот Груевски вредни 2,5 милиони евра одат на продажба. Попладнево во Кочани се одржува 11-тиот во низа Марш за ангелите, во знак на сеќавање на настраданите во трагичниот пожар во клубот Пулс. Маршот и овој пат беше закажан во 18 часот и 5 минути од паркот на Револуцијата, пошто ќе продолжи кон Трговскиот центар, општина Кочани, полициската станица, основниот суд и обвинителството. Семејствата ги повикуваат сите граѓани кои се залагаат за неселективна правда да им се придружат и да дадат поддршка во нивната борба за одговорност и праведност, поради, како што посочија предходно, задоцнетата реакција и затајувањето на институциите во системот кои не презеле мерки да се спречи трагедијата. Предлогот за вонреден електронски попис добива поддршка во владината коалиција. Лидерот на ЗНАМ Максим Димитриевски ја поздравува идејата на премиерот Мицкоски. Од ДУИ обвинуваат дека со последните постапки владата го делегитимира пописот од пред 4 години за да ја намали застапеноста на албанците. Маја Стојановска. Откако премиерот Мицкоски актуализираше, неговиот коалициски партнер и председател на ЗНАМ Максим Димитриевски ја поддржи идејата за вонреден електронски попис. За Македонија да се изгради како држава, мора да располага со реални и точни бројки на населението, вели Димитриевски. Ја поздравуваме таа идеја на премиерот и секако чекаме тој материјал да дојде до нас и веднаш потоа ќе се произнесеме. Да, добро е секогаш да знаеме што имаме, кого имаме и со што располагаме во државата и врз база на тоа да креираме планови за еден можен развој, подобар развој и поголем развој на државата. Според опозицијската ДУИ пак, процесот на пописот во 2021 година бил законски и транспарентен. Идејата за вонреден попис ја оценуваат како делегитимизација на оно од 2021 со цел да се намали застапеноста на албанците. Сметаат дека се успоруваат и правата на диаспората и велат дека секој која поткова еднаквост и меѓу етничките односи ќе се сноси со одговорност.
Обвинувањата за незаконитост се намерен обид да се прикрие срамната, неправедна и антиуставна одлука на оваа влада, која без каков било политички легитимитет од албанците ја намали нивната процентуална застапеност. Овој потек, веќе поништен како незаконит, не представува само техничка или административна грешка, туку тежок политички акт со цел систематско намалување на застапеноста на албанците, занемарувајќи го придонесот, присуството и правата на диаспората. Велат од ДУИ, пописот од 2021 година одвреди го оценуваат како една од најголемите институционални неправди извршени врз албанскиот народ во Македонија. Оттаму сметаат дека токму со овој попис биле исклучени од пресметка илјадници албанци од диаспората и обвинуваат опозицијата за предавство на албанскиот народ. За предлогот за електронски попис допрва ќе се изјаснат. Со подписот на ДУИ и техничка имплементација на СДСМ, Државниот завод за статистика беше трансформиран во инструмент за манипулација. Нашата диаспора, која со децении ја одржуваше економијата на ова држава, беше третирана како невидлива, како статистички безвредна, како проблем што треба да се избегне. Но зошто? Затоа што диаспората не можеше да биде контролирана од ДУИ. Не можеше да биде заплашена. Не можеше да се купат гласови од нивна страна. Владата во април формирала работна група за утврдување предуслови за дигитален попис, информира министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Тој објаснува дека прв чекор е прочистување на базите на податоци за точен и ефикасен процес, а потоа треба да следуваат и потребни законски измени. Ако овие чекори успеат, Македонија ќе биде технички подготвена за дигитален попис и пред предвидениот рок, доколку институциите така одлучат, вели Андоновски. А што би покажале бројките доколку утре се одржи попис? Новите алармантни податоци за бројот на запишани првачиња покажува нов поразителен тренд, дека белата чума продолжува да коси. Игор Манасиевски. Уписите за првачињата и годинава го отсликуваат негативниот тренд на иселувањето и на се помалку ученици кои се запишуваат во основното образование. Иако се уште не се конечни бројките од уписите за првачињата, сепак јасен сигнал за намалувањето на бројот на ученици е споредбата на тоа колку според матичните книги на родените треба да се запишат во прво оделение во секоја општина и колку реално од септември ќе седнат во училишните клупи. Најдрастичен е примерот во општина Куманово, каде според тоа колку се родени пред 6 години, оваа година не достигаат околу 700 првачиња, односно од 1534 родени за во прво оделение се пријавиле само 850 деца. Но не само во Куманово, во Битола се запишале 548 деца во прво оделение, што се 219 помалку од лани. Во Велес и Штип има по околу 100 деца помалку за во прво оделение, во однос на лани, а во Кочани пак, според податоците за една деценија, има 20% помалку првачиња. Во општина Дебар, пред да започне миграцијата како регион, имало по 500 првачиња, а сега се сведени на по 150 кои требало да се запишат, а за годинава се едва 100 деца за во прво оделение. Миграцијата и селувањето, според статистичкиот аналитичар Дончо Герасимовски, најдобро се согледуваат ако се земат во предвид периоди од 5 до 10 години. Вака погледнато, во земјава и оние што ќе се запишат во прво оделение, додека да завршат основно или средно, земјава губи во просек по 1500 до 2000 ученици годишно. Податоците негде се околу 1000 до 1500 ученици во текот на годината се губат просечно во изминатите 10 години, бидејќи проценките, односно анализите, најдобри резултати даваат кога се прават во периодика од 5 или 10 години. Така да во изминатиот период на овие 5 години или 10, бројот на ученици, како во прво оделение упис, така и во оние кои што завршуваат 9-то оделение, во периодот од прво до 9-то оделение се губи бројот, односно се намалува бројот на ученици, просечно околу 1500 до 2000 ученици во текот на една учебна година. Според министерката за образование Јаневска, лани во земјава имало 17200 првачиња, што како бројка покажува поразителни факти, дека само лани сме имале 500 деца помалку во однос на 2023, а 14 основни училишта морало да бидат затворени заради овој тренд кој не запира. Според одредени статистички показатели, за 15 години во основните училишта недостасуваат околу 50.000 ученици и 30.000 од средното образование.
Партиите се уште ги крчкаат имињата на кандидатите за градоначалници за локалните избори. Од ЗНАМ информираа дека официјално ќе ги обелоденат следниот месец, а потврдуваат дека ќе ги поддржат кандидатите на ВМРО-ДПМН во општините каде нема да има свој. Од вреди ќе ги објават следната недела, иако веќе се известни кандидатите за Тетово, Гостивар, Чаир и Сарај. Јана Јосифовска за ова. До средината на јули движењето ЗНАМ ќе ги објави своите кандидати за градоначалници, потврди партискиот лидер и актуелен градоначалник на Куманово, кој засега е единствено потврден дека ќе бара трет мандат од кумановци Максим Димитриевски. Пред денешната панел дискусија по повод една година влада, Димитриевски посочи дека се уште траат преговорите со ВМРО-ДПМН за меѓусебна поддршка во некои општини, а штом тие завршат, ќе ги обелоденат имињата. Димитриевски кажа дека тие би поддржале кандидат на ВМРО-ДПМН за град Скопје, но тоа ќе зависи и од името на кандидатот за градоначалник и од политичкиот договор на партијата. Разговараме за поголем број на општини кои што не се сконцентрирани во една изборна единица или во еден регион, туку пошироко низ државата и штом ќе заврши тој разговор, што би значило тоа, би ги обелодениле резултатите, но дополнително тоа би значило дека таму каде што ќе има ЗНАМ свој кандидат за градоначалник, нашите партнери од ВМРО-ДПМН ќе преземат обврска да го поддржат уште во првиот круг, а дополнително на останатите места каде што нашите партнери би имале кандидат, ЗНАМ со своето членство и своите поддржувачи би ги поддржало нивните кандидати. Во текот на следната недела се очекува и од вреди да објават дел од нивните кандидати за градоначалници. Актуелниот градоначалник на Желино, чие име се споменува како кандидат за нов мандат во оваа општина, Блерим Сейдију, на денешната пресконференција не откри кои ќе бидат нивните адути, но меѓу потенцијалните кандидати се поизвестни се и актуелните градоначалници од Тетово и Чаир, Билјалка Сами и Висар Ганију. Ние веќе ги имаме некои имиња, скоро во Тетово, можеби Желино, Чаир, не знам, но сепак има внатрешна анкета, додека не завршува таа анкета, ние не сакаме да се изјасниме пред медиумите. Со кои кандидати ќе излезат политичките опоненти на вреди, дуи, се уште не е познато. Од владеачката ВМРО-ДПМН пак досега објавија повеќе од 30 имиња за кандидати за градоначалници. Најголемиот дел од нив се актуелни во општините. Од СДСМ соопштија 20 на кандидати кои ќе трчаат за општинските фотели. И дел од нив се актуелни градоначалници, како за Центар, Крушево, Чучер Сандево, Берово, Росоман и Крива Паланка. За кандидат за градоначалник на Скопје, партиите се уште немаат конечна одлука. Во Белград вечерва нов студентски протест. Се бараат предвремени избори. Вучиќ стравува од нереди. Обичај ćete да видите бесни луѓе. Неке кои ќе на крају да заврше у насилју. Во Дебарско езеро во близина на градската плажа се удавила жена на 40 годишна возраст. Таа била забележана од две лица кои ја извадиле од вода и се обиделе да ја реанимираат, но безуспешно. По повикот веднаш пристигнала екипа на брза помош од општата болница со проширена дејност. Дежурниот лекар само констатирал смрт. На телото на жената немало траги на насилство, потврди од полицијата за МИА, а телото било дадено на обдукција. По 10 години ова е прв случај на давеник по ова езер. Од 2017 година на градската плажа имаше тимови на спасувачи на вода, но ова лето не функционира спасувачка служба. Станови за кои судот утврди дека се во сопственост на екс-премиерот Никола Груевски одат на продажба. Агенцијата за управување со одземен имот ги огласи најавно наддавање, откако имотите беа конфискувани во случајот Плацеви наводно. Се работи за 3 станови наводно и 2 во Киселавода, проценети на околу 2,5 милиони евра.
Луксузни станови кои биле во сопственост на екс-премиерот Никола Груевски вредни околу 2,5 милиони евра се огласени за продажба. Како што објави Фокус, станува збор за станови на Груевски кои биле конфискувани во случајот плацеви на Водно. 3 од становите кои се ставени на продажба се наоѓаат во луксузниот комплекс Панорама на Водно, а 2 на Бихачка, место каде Груевски живееше пред да побегне од државава. Според официјално објавените податоци пак на страната на Агенцијата за управување со одземен имот може да се види оглас на кој на улица Тодор Александров во Скопје се нудат еден стан со внатрешна површина од 199 метри квадратни и помошна просторија или балкон од 48 метри квадратни со процената вредност од 847.000 евра. Вториот стан на истата адреса е со големина од 155 метри квадратни и помошни простории со површина од 95 метри квадратни по цена од речиси 760.000 евра. И третиот со најголема квадратура од 200 метри квадратни на истата локација со помошни простории од 48 метри квадратни се нуди по цена од нешто над 850.000 евра. На истиот оглас на страната на агенцијата кој е објавен пред 3 дена, меѓу другото се нудат и 2 стана на улица Бихачка во Кисела Вода. Едниот од 57 метри квадратни, а другиот 38. Поголемиот по цена од 63, а помалиот по цена од речиси 44.000 евра. Во огласот се наведува дека согласно законот во наддавањето може да учествуваат сите, но не и брачен или вонбрачен другар, како и роднини на осуденото лице или лицето против кое се водела судска или прекршочна постапка. Во март годинава имаше измени во законот за управување со одземен имот, со кој се забранува учество на јавните аукции од страна на членови на семејството на поранешните собственици. Законските измени беа направени по критиките во јавноста, откако претходно дел од имотот на екс-директорот на УБК Сашо Мијалков беше купен од неговиот син, што предизвика потреба од правни измени за да се спречи враќање на веќе одземениот имот кај осудени лица или нивни блиски. Од 1 ноември 2024 година до 15 јуни годинава Државниот пазарен инспекторат има извршено над 17.000 надзори, при што издадени биле над 4.000 платни налози, рече директорот Владко Стојковски во неговиот отчет за сработеното. Извршени се вкупно 2675 надзори, издадени се вкупно 879 прекршочни платни налози и 79 решенија за привремена забрана за вршење на дејност. Додека во периодот од 17 март, кога постапувавме по задолжение на владата на Република Македонија, до 15 јуни 2025 година извршени се вкупно 1713 надзори и издадени се вкупно 716 прекршочни платни налози и 60 решенија за привремена забрана за вршење на угостителска дејност. На реконструираното игралиште Драган Крстев во Кисела Вода денеска се одржа финалето на турнирот Биди шампион во организација на видеолотарија Касинос Австрија, која со донација од 1 милион евра реконструираше 20 игралишта во насока на промоција на спортот. Одлична е ова нивна иницијатива за организација на ваков тип на турнири, каде што младите во друга насока ќе почнат да се движат, односно повеќе ќе спортуваат, повеќе ќе се дружат и секако ќе се одвраќаат од оние лоши навики во животот. Да им честитам уште еднаш на видеолотарија и целиот тим, да им се заблагодарам за оваа поддршка и да им честитам на финалистите кои што денеска ќе добијат медали за освоеното прво место. Со донација од 1 милион евра успеавме да реконструираме 20 игралишта и денес да се радуваме заедно со децата во различни спортови. Изминативе денови реализиравме 16 надпревари во мал фудбал и 16 надпревари во уличен баскет. Денес имаме чест да ги прогласиме најдобрите екипи, односно првите 3 кои што успеа да стигнат до финалниот дел од надпреварувањето. Ги завршуваме тука вестите, се гледаме во вечерните. Имајте убава вечер.